Деканка Јанашлиева, пред се честитки за 45 годишниот јубилеј на Факултетот за ликовна уметност. Овде се прославува во Музеот на современа уметност. Ете, вие сте моментално деканка на оваа престижна институција. Како ќе се прослави, на кој начин ќе се прослави јубилеот? Добро вечер, благодарам на честитките. Јубилеот е многу значаен настан, не е само прослава, нели, за годините кои што поминале, туку едноставно представува навраќање на назад за да ги испочитуваме нашите претходници, да ја промовираме ликовната уметност и воопшто македонската култура, меѓутоа и да направиме планови за иднина. Оваа година се одлучивме јубилеот да го прославуваме подолго, бидејќи историјата на нашиот факултет кажува дека и првите обиди за формирање на факултет за ликовни уметности не одиле лесно, така да мислам дека е можеби меѓу најмладите еденки на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Нашиот факултет се формира 1980 година на 31 март. Оваа година 31 март беше неработен ден. И одлучивме дека треба да ги споиме сите наши активности во текот на годината, па дури да додадеме нови и на тој начин да ја промовираме јубилејната година. Секако, главниот настан се случува денес во Музеот на современа уметност со по едно дело од секој наставник, односно професор на факултетот. Случајно се погоди дека 45 години ФЛУ е и 45 автори, односно 45 дела. Навистина, јубилеј кој е вреден за одбележување. Тука ние сме во оваа сала каде што можеме да забележиме дела на едни од почетните, да кажем, уметници кои што и студирале на овој престижен факултет. Па од кого се има дела тука? Овој агол каде што стоиме ние е всушност посветен на основоположниците на факултетот. Тука ги имате Перчинков, Мазев, Кондев, Родолјуп Анастасов, Драгутин Аврамовски Гуте и Петар Хаджибошков. Хаджибошков е првиот декан на факултетот, Перчинков е продеканот. Значи на нивниот ентузијазам, желба и мотив за напредување и видливост на македонската ликовна уметност им го должиме факултетот. Тие ја ги имаат поставено основите, сите се школувани надвор од нашата држава, нормално бидејќи тука имало само средно уметничко училиште и сите тие искуства се споени во нашиот ФЛУ. Ние, сега веќе млада генерација, сме речиси сите алумни на факултетот. Јас сум завршена и дипломирана и магистрирана на нашиот факултет и чувствуваме голема одговорност, нели, во она што следи за да го вратиме сјајот на факултетот. Колку сте задоволни од новите генерации, од оние кои што моментално студираат на овој факултет? Сите генерации се различни, меѓутоа секогаш има по некоја личност која што ќе просветли, нели, порано или подоцна. Имаме добри студенти, имаме и заинтересирани и вредни студенти. Она што мора да биде јасно за студирање на факултет за ликовна уметност не е присуден само талентот. Значи, да, тој треба да се поседува, меѓутоа мора да се работи многу. Времето во ателје е драгоцено и многу значајно за формирање на еден ликовен уметник, меѓутоа не само практичната работа, туку и истражувањето, бидејќи ние ликовните уметници постојано се надоврзуваме на она што е веќе направено, нели? Не би било убаво да сметаме дека сега од нас почнува светот. Се надоврзуваме на она што е во историјата на македонската и светската уметност. Деканка Иве, се одбележува 45 годишниот јубилеј моментално, но какви активности можете ли да ни откриете нешто и за во текот на годината, со како ќе го одбележувате? Значи, во февруари имавме негдак почеток, средина на февруари всушност беше, имавме работилница со Универзитетот во Западна Атика, Атина, на тема конзервација и реставрација. Тоа беше прекрасна соработка, дојдоа професори тука кои што држа работилница со нашите студенти, токму поради фактот што ние имаме насока конзервација и реставрација, меѓутоа не ги опфаќаме сите области и сме детерминирани да направиме услови да можеме да продуцираме квалитетен професионален кадар со диплома која што ќе биде признаена. Потоа имавме
една многу убава изложба посветена на звучниот пејзаж, резултат на летната школа одржана ова лето во Лазарополе, во галеријата ФЛУ. Сега ја имаме оваа изложба која што е пропратена и со монографијата на факултетот 45 години ФЛУ. Тука ќе бидат и нашите студенти кои си го промовираат и своето списание Умник. А понатака следат изложбата која што се одржува секоја година Драгутин Аврамовски Гутеј, четворица мајстори на модернизмот. Имаме уште Ванчо Ѓоргиев, имаме Петар Хаджибошков, изложби кои што редовно се случуваат. На 29 и 30 мај имаме годишна изложба Факултет за ликовни уметности. На есен планираме да имаме една мала забава и промоција на факултетот, односно дружба со општествено одговорните компании и луѓето кои што би можеле да бидат наши пријатели, бидејќи иако сме државна јавна институција, непрофитна, сепак се соочуваме со проблеми во функционирањето, бидејќи ни недостасува кадар и финансии за реализирање на настава, едноставно сме принудени да бараме помош. И за крај, деканка, умееме ли ние нашите уметници да си ги цениме доволно? Каква е уметноста моментално кај нас? Мислам дека во периодот од 2000-тата па до сега се сомнителни вредностите кои што се ценат. Овие автори овдека што ги гледате позади мене, живееле во општествени услови кога многу се ценеле и уметниците и креативците и високото образование. Тогаш државата посветувала големо внимание и на креативноста, и на уметноста, и на образованието. Сега, за жал, се ценат други вредности. Се надевам, интенција на факултетот е секогаш да продуцира високо образувани, квалитетни кадри и мислители, кои што ќе тежнеат да оди творештвото напред. И со тоа се бориме, да го потиснеме кичот и шундот и да промовираме вистински вредности. Сметам дека за тоа е добра оваа наша соработка не само со Музеот на современа уметност, туку и со Националната галерија, и со Културно-информативниот центар, и со сите други простори кои што нас ни служат за изложувачка дејност, за да промовираме вистински квалитетни уметнички дела. Благодарам многу и нека ви се множат годините. Благодарам и на вас. Продекан Ненаневски, еве честитки и вам за 45 годишниот јубилеј на Факултетот за ликовна уметност. Нека се множат годините на овој факултет. Кажете ни, вие сте продекан за финансии, па каде сме во однос на финансиите кога станува збор Факултетот за ликовни уметности и колку всушност се потребни средства за да се подобрат условите и на студирање и секако другите пропратни сегменти? Основната задача на продеканот за финансии е менаџирање со финансиските ресурси кои се секако мали, со кои располага факултетот и наоѓање начини како да се дојдат до средства кои во прва рака ќе ги подобрат условите за настава кај студентите. И тоа е една континуирана мисија која не само продеканот за финансии, туку целиот деканат е мисија на која работи, меѓутоа мојата главна задача е како да се дојде до средства каде што условите за настава ќе бидат подобри од вчера и студентите ќе можат да истражуваат на нови полиња кои претходно не ги имале како можност, имајќи предвид дека недостасувала некакво премали простор. Така да, тоа е еден континуиран процес кој
кој трае и ќе трае и во следните генерации, затоа што уметноста низ времето се менува, потребите за создавање се менуваат, се комплицираат понекогаш, имајќи ги предвид новите технологии, новите ресурси, новите медиуми. Сето тоа се медиуми, процеси, постапки, материјали и опрема која чини. Ние како друштво, како заедница не умееме да дадеме придонес во осовременување на таа една визуелна култура која е суштина на еден културен идентитет на една нација, на една држава, на еден регион сеедно. Така да тоа е отприлика мисијата на продеканот за финансии. Всушност имаме врвни уметници кои што се признаени и почитувани не само кај нас, туку и во странство, и тоа било изминатите години па и ден денес. Но умееме ли всушност доволно да ја цениме уметноста, еве како нови генерации, и да некако трудот на уметниците доволно го признаеме? Главната мисија на Факултетот за ликовни уметности е создавање на визуелна писменост кај ликовните творци, развивање на уметничката интелигенција и развивање на социјалните, емоционалните и други креативни капацитети кај индивидуите кои треба да ја шират мисијата на визуелната уметност и визуелната писменост во крајна линија. Прашањето на флексибилноста на заедницата и колку таа има моќ да впие е прашање со кое ние континуирано се бориме и ќе се бориме, бидејќи без разлика дали таа е мал капацитет за впивање или поголем капацитет, нашата мисија и континуиран напор ќе биде да ние работиме на афирмирање на таа писменост, бидејќи ние сакале да признаеме или не, ние сме сведоци дека визуелната писменост влегува од сите пори во нашиот живот, тргнувајќи од мобилните телефони со кои располагаме, тие пред се базираат на визуелна информација, се разбира текстуелно, меѓутоа низ еден визуелен медиум на ниво на икона, на ниво на знак, на визуелна комуникација, па се до создавање на култура каде што визуелната уметност, односно ликовната уметност станува една морфологија, еден ентитет кој добива символичко значење на национален идентитет. Кога тоа ќе успееме да го препознаеме, тогаш веројатно ќе имаме поголема свест и ќе имаме потреба да ја развиваме таа култура, бидејќи таа многократно ќе врати. Таа ќе умее да врати и тие резултати, тој бенефит ќе се почувствува многу подалеку и многу пошироко и во повеќе димензии, да речем. Никако и културата на тој начин си како на повисоко ниво ќе биде. Секако. Ние мора да внимаваме да ја негуваме културата, да ја негуваме визуелната уметност. Вие на почетокот на прашањето го напоменавте, моментот дека Факултетот за ликовни уметности низ овие 45 години, малте не половина век, создаде брилијантни творци, кои во 99 или 98% ја обликуваат македонската ликовна сцена и ја представуваат Македонија не само со своите дела внатре, туку и надворно ниво на национални представувања од Венециското биенале па понатаму Сао Пауло, Сиднеј, Кајро и така натаму. Така да ние сме многу заинтересирани и нашата основна мисија е да го развиваме факултетот, да биде едно гнездо каде што ќе се создаваат такви едни творци кои ќе имаат капацитет и понатака да ја прошират мисијата на визуелната писменост од ниво на држава, па се понатака. Благодарам многу и ете, честит јубилеј уште еднаш. Ви благодарам на вниманието и на времето. Професор Анкуловски, еве честитки до вас за 45-тиот јубилеј на Факултетот за ликовни уметности. Вие сте професор по предметите фотографија и видео. Ова е нов предмет на овој факултет, што значи дека факултетот се проширува, се осовременува. Па кажете ни за вашите предавања и по-конкретно за предметот кој што го предавате.
Па да, јас еве сум најмладиот професор, можам да кажам, на овај факултет, затоа што година и пол сум член на оваа институција, бидејќи предметот фотографија од по новата програма стана задолжителен предмет за сите катедри на Факултетот за ликовни уметности во третиот и четвртиот семестар, и исто така и предметот видео се воведе со новата програма. Претходно тоа беше како изборен предмет кој што само еден семестар се третираше и не беше доста сериозно сватена фотографијата. Ова со воведување на фотографијата како задолжителен предмет со некои назнаки понатаму да се прошируваме во нови медиуми, значи дека факултетот ги проширува своите видици, односно го следи светскиот тренд во ликовната, во визуелната уметност, затоа што фотографијата и видеото и понатаму анимацијата, па и воведување на некои елементи на виртуелна реалност се веќе на широко застапени од поодамна на светските изложби, така да и нашите студенти имаат можност да го осознаат подлабоко малку овој медиум и да го користат во своите дела. И верувам некако да видат поврзаноста помеѓу ликовната уметност, фотографијата, видеото, некако во денешно време се е визуелно, нели? Претежно повеќе него текстуално, да кажам, и во медиумите. Секако, но фотографијата од многу аспекти може да се третира, а во овој случај ние ја третираме од ликовен, визуелен аспект, не само како фотографија, како самостојно дело, туку како фотографијата некојаш ја ликовните уметници ја користат како дел од некое покомплексно нивно дело, некоја инсталација каде што ја комбинираат со други медиуми, така да не е како самостоен елемент самата фотографија, а често пати пак и некои од овие уметници кои што избрале сликарство, скулптура или графика, понатаму продолжуваат да се занимаваат со фотографскиот медиум доста посериозно. Вие како професор имате искуство повеќе од 20 на години, можеби на Факултетот за ликовни уметности сте најнов професор, меѓутоа нели вашето искуство е навистина врвно и големо. Освен знаењето, што ви е важно да им пренесете на самите студенти? Па да, јас првпат на Факултетот за ликовни уметности предавав далечната 2007-2008 година, кога предметот беше изборен предмет, а имам на другите универзитети доста искуство од тие години. Најважно е кај студентите да се всади таа љубов кон уметноста, љубовта кон фотографијата, да сватат дека тоа од една страна е интересно како игра, но мора многу игра која што мора многу сериозно да ја сватиме. И така да се свати дека идејата е најважна во делото и дека пораката која што уметникот сака, визуелната порака која што уметникот сака да ја испрати до гледачите е доста важна. А сето тоа оди преку тие, користејќи ги тие ликовни визуелни елементи кои што нели во фотографскиот медиум ги има. Можеби многумина мислат дека доволно е да си има само талент за да се запишеме на овој факултет, но дали е само тоа доволно или сепак и трудот е многу важен? Па јас мислам дека трудот е многу поважен од талентот, затоа што талентот е битен. Талентот е важен во интересот студентите што го имаат да се занимаваат со некоја област. Во сите области е така, дали се занимаваат со спорт, уметност или нешто друго. А сето тоа без работа талентот останува на едно ниско ниво, ако не се проширува тој, ако не се продлабочува со активна работа и со макотрпна работа, може да кажам, затоа што навистина луѓето многу мислат дека да се занимавате со уметност, со фотографија е многу убаво, многу интересно, но тоа е само од страна доколку вие аматерски се занимавате со тоа, па уживате во таа работа, а инаку уметноста е професија како и сите други и така. Професоре, не случајно сме станати тука. Позади вас можеме да видиме едно ваше дело, па ете, можете ли да ни го објасните од кога датира ова дело? Да, тоа е делото со кој јас се представувам на оваа изложба. Ова е дело од колекцијата на Музеот на современа уметност, датира од 1996 година, значи од она аналогно време кога што фотографијата хемиски ја третиравме. Ова дело е од серијата Илузии, поточно е Илузии 2 е насловот на ова дело и за прв пат беше изложено од 1996 година на првото европско биенале Манифеста 1 во Ротердам во Холандија. Еве, ни се разговорите, спомнавме и технологијата. Колку помага, колку одмага дигиталниот свет во уметноста?
Па не може веќе да избегаме од таа дигитална технологија затоа што со се што сме обкружени е дигитално веќе, а технологијата, особено дигиталната фотографија, само го забрзува и го олеснува, го поевтинува процесот на стварање на фотографии, а не олеснува она креативна работа. Креативниот труд останува ист и кај аналогната, кај хемиската фотографија и кај дигиталната фотографија. Многу ви благодарам и успеси понатак. Ви благодарам.